Теја, добре дојде во HypeMK, ти благодарам што прифати да бидеш наш соговорник. Како си? Добро ве најдов, супер сум. Малце време ме удира на психа, али се бориме. Така, за почеток сакам да те прашам како си помина на Макфест. Дали си задоволна од успехот на вашата песна? Искрено многу убаво си поминавме на Макфест. Задоволна сум ептен. Ова е една од песните кои што сум ги работела со посебна љубов и жар. И мислам дека тоа се гледа, бар ја го гледам. Може пошто сум била дел од проектот, ама мене ми е меѓу моите лично омилени проекти. Со Таско клипнавме Ептен, така да публиката го препозна тоа, Ептен сум задоволна. До сега сите успеси што песнава ги имаше беа скроз органски и према тоа како се движат, како се коментарите, Ептен сум задоволна. Како ја коментираш изјавата на Јана Гиго во врска со Макфест? Претпоставувам дека Јана ја слушнав. знам лично, да, се разбира дека ја слушнав, да. Јана ја знам лично и тоа од многу одамна се знаеме, како деца идевме заедно на часови по пеење и само ради тоа се воздржав од тоа да искоментирам јавно, затоа што се познаваме и не сакам да некој што го знам лично и од еден друг агол, не сакам да бидам и јас дел од тие што ќе идат контра неа барем јавно, иако апсолутно се сложувам со се што беше напишано од страна на моите колеги и мислам дека изјавата беше многу навредлива и невкусна. Самиот коментар и споредбата, мислам не сакам да ги повторувам, зашто не сакам да давам публицитет на таков тип на изјави. Верувам дека можеби не се изразила како што треба и можеби била несватена, меѓутоа и јас лично исто како и моите колеги се најдов за навредена, не толку дека сум била дел од фестивалот и да не бев дел од фестивалот и кој да го искоментираше тоа, значи ја го тргам на страна моментот дека ја познавам. Кој друг да го искоментираше ова, ја прво што ќе се речам ќе беше кој оваа да збори. Мислам реално. Дали сметаш дека Таско има потенцијал да пее во живо? Искрено, мене Таско многу ме изненади пријатно. Према тоа што го зборувавме ние пред Макфест, тоа што мислам ние сме свесни дека Таско е рапер, не е пеач, не е вокалист. Неговиот жанр кој што он се остварува како артист, исто така не е пеачки. И според мене интересен предизвик се фестивалите како Макфест за таков тип на артисти, посебно што се едно модерно време кај што музиката која што се прави е таква каква што е. И оваа година Макфест беше full live, што баш ми се допадна и оркестар имаше, за разлика од претходни години. Сега не знам колку е позната информација, меѓутоа лани, преклани и други години имало исклучоци и пеачи кои што биле плейбек, кои што можеби публиката тоа не го ни знае, меѓутоа годинава тоа не беше таков случај, така да беше интересна задача за нас двајца, прво како ќе се вклопиме со сама различен сензибилитет. Мислам дека према околностите, према звукот, пример јас имав финир, он немаше, он одговори супер на задачата, јас сум многу горда на него. Баш ми е мила. Зашто ја насловивте песната Сатурн? Искрено, песната прво што не требаше да се вика Сатурн, а требаше да се вика Будало. Меѓутоа, некако панчлайн во песната е токму тој дел со твој прстен ти мој Сатурн и за прв пат песната ја крсти некој што не бев ја. Идејата беше на Лази и на Таско ја се вика Сатурн. Јас повеќе тежнев кон Будало, ама на крај реков па добро, ајде окей. Инаку јас сум многу голем фан на астрологија. Ептен. Многу верувам во астрологија. Опа. Да, имам многу блиска пријателка што е професионален астролог и можам да кажам еден од најдобрата во Македонија. И знаев дека да крстиш песната Сатурн е меч од виошници, пошто Сатурн понекогаш е карма, пречки, спор, развој и така некои работи, ама викам па зашто да не, ако било така пишано, нека се вика Сатурн. Том си голем љубител на астрологијата, можеш ли да ми кажеш колку планети има во сончевиот систем? Можам и да ги набројам по редос. Ајде. По близина до Сонцето. Така. Океј. Значи идеме Сонце, Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, како дебил се дека Уран, Нептун, Плутон. Браво. А дали знаеш која поред е Сатурн во однос на големината? Мислам дека е Јупитер е најголем. Така. Затоа и символизира експанзија во астрологија, пошто сите тие работи се врзани уствари. Мислам дека Сатурн е втор или трет, така? Втор. Браво. Ке типував на втора, мајде, не сум скроз сигурна. Супер. Браво Теја. Изненади. Со астролошките и астрономските познавања. Така. Кажи ми која соработка ти е подрага, дали со Таско или со Денка? Вакво прашање чекав цело време. Ствар.
Сега ќе ви кажам една интересна информација. Соработката со ДНК, тоест таа песна, требаше да биде со друг пејач од Македонија. Ја ја доставам на новинарското во вас, дали ќе дознаете со кој, пошто доста луѓе знаат таа информација. И тоа се работи за лик кој што долго време на естрадата, мислам сигурно го знаат сите. Имавме едно демо со Лазе, тоест не имавме демо, него ја правевме песната, за таа соработка се случи пошто беше договорена. Не знам дали евар ќе се случи искрено, мислам може ќе се спојат некојаш патиштата, меѓутоа за песнава некако коцките се наредија поинаку, бидејќи Панчо кога ја слушна како демо, ние се дружиме приватно Ептен и соработуваме. Ептен му се свиеше, напиша текст и на крај таа соработка што беше испланирана, тој пејач имаше некои други планови професионални, патуваше некаде низ светот, сега не ќе откривам премногу. И Панчо рече, па ние се гледаме Ептену песна, мене многу ми свија, дај да правиме заедно. И ја реков, супер, топ, пошто ние веќе со години зборувавме дека сакаме да правиме соработка. Значи многу различен беше патот на таа соработка и оваа со Таско, затоа што таа со ДНК долго време беше зборувана и планирана. Оваа со Таско испадна многу спонтано. Ниту ни ја, ниту он не сме мислеле дека ќе соработуваме, посебно не у брзо време. Така да не можам да ги споредам адекватно. Мислам дека се многу различни и дека песните се многу различни. А Мајлија беше песна што јас знаев дека ќе биде хит. Искрено ја осеќав дека ќе биде хит, можеби малку по-споро растечки, ама знаев дека е песна што ќе остане. Пример, вечерва сум на еден интернационален зумба настан кај што ќе ја играме Мајлија заедно со девојки од цела Македонија, а на 4 декември исто така на друг настан во Скопје. Значи Мајлија стана зумба химна. Така да некако имав некој такво чувство за Мајлија. А пример за Сатурн имав тотално еден различен филинг, кој што исто не можам да го опишам. Интересно како во иста година два проекти кои ми направила ми се едни од подрагите во кариера, воопшто го работам ова веќе скоро 10 години, така да глупо ќе биде да кажам леле не можам да издвојам, ама вистина е така. Мислам сосема се различни проектите и неадекватни за споредба. Која е твојата Мајлија? Мојата Мајлија е не ќе да ви кажам. Мојата Мајлија не е предмет, туку е сестра ми. Сестра? Да. Супер. Баш убава Мајлија. Па најубава Мајлија. Јас сестра ми ја добив, имав 15 години и она е моето прво дете, така да мислам дека сестра ми е мојата Мајлија. Кажи ми нешто за љубовниот живот. Дали теја има некој, дали е во врска, дали не е, дали можеби ја крие од јавноста, дали е во долга врска? Моментално не сум во врска. Многу луѓе ме прашуваат тоа прашање, пошто јас во принцип ретко зборувам за приватниот живот. Меѓутоа исто така тоа го правам затоа што последно кога сум била во врска и нормално дека тоа не завршило ништо најсилно, кога сте врски што ќе завршат, после тоа ми било криво што сум имала слики со дечкото јавни, што биле и на портали некои и така натака. Така да од тогаш решив дека више нема да го споделувам приватниот живот, дека не биде нешто посериозно или немам некои планови да не знам, да се мажам со него, ама во моментов солирам, така да нема нешто интересно се каже на темава. Теа кажи ми за крај кои се твоите планови за иднина, дали не спремаш нешто ново, можеби некој албум? Моите планови во иднина моментално спремам уште неколку соработки кои што се доста интересни и верувам неочекувани. Меѓутоа прво ќе извадам една песна сама, таков ми е планот, веќе во процес на правење, а после следат уште најверојатно 2 соработки кои што се ефтени интересни, мислам дека за тоа ќе имаме многу интересен муабет. Дали сте македонски артисти или некој? Македонски артисти се, да. Да, македонски артисти се. Мислам дека би било многу добро за нас сите да се подржуваме и да соработуваме на сцената, бидејќи сме тие 20 луѓе кои што сме, и ако ние не соработуваме, мислам не може да очекуваме дека некој ќе ни помогне од страна. Освен честна пријатни случаи, пример како Тара. Така. Меѓутоа би ми било предизвиквано таму да направам некоја соработка со некој друг артист од Балканот, зашто да не? Баш би сакала, дури има и некои луѓе кои што ги имам предвид и у план, па ќе видиме. Мислам дека ако се погоди соодветната песна за тоа, тогаш би инициирала таква соработка. Или нормално ако некој ми понуди песна што ќе ми се допадне. Затоа што многу често ми се случува и, например, за мене клучна соработка е дали ќе ми се свија песната. Артистот ајде и плюс минус, битно ми е да е добар човек и да имам клик некој, ама ако не ми се свија песната, не би соработувала и со Мадона.
се случило ли да не ти се свиѓа понудена песна? Па да, ми се случило, Ми се случило 2-3 пати, меѓутоа no hard feeling, затоа што тоа не значи дека нема да соработуваме никогаш. Едноставно сега моментално ова што ми го нудиш не ми се свиѓа. Ајде да влеземе да пробаме да направиме нешто заедно. Така. Кажи ми, каква е ситуацијата на македонската естрада моментално според тебе? Па моментално, баш моментално е малку посветло од што било. Има ли Мислам надеж? дека мрднавме малку од мртва точка, има малце надеж. Ако го фатиме ова темпо на работа сите и ако сите континуирано вадиме нова музика, мислам дека може би малце ги подпркнеме. Моментално баш ми личи дека окей, гледам дека има многу нови песни овој месец. Мимо Макфест излега уште 10 песни и се надевам дека ќе продолжиме во ова темпо, си го посакувам сама на себе, зашто околностите никогаш не зависат скроз од нас, ама мислам дека секогаш има надеж. Така, ја ти благодарам за твоите исцрпни одговори и за овој разговор. Се надевам, посакувам успех и се надевам дека ќе се видиме за брзо повторно. Фала ви на убавиот муавет. Жал ми е што не бев поконтроверзна. Може би нареден пат. Јас сум Теја Трајковска, а вие гледате Hype Mug.